Поради забраната за пиење и користење на водата во гостивар, угостителите најдоа привремено решение. Наместо во стаклени, пијалаците гостите ги добиваат во пластични или пак во хартиени чаши, се со цел да се избегне целосно користењето на водата од чешма. Проблемот со водата за пиење е се уште дел од секојдневието на гостиварци. Угостителите бараат алтернативни решенија по хаваријата. За правење кафе и приготвување храна користат флаширана вода. Но иако ги почитуваат стандардите, сепак се жалат дека гостите стравуваат да одат во локалите. Вака се служи бурекот во една од бурекџелниците која што ги посетивме во гостивар, со пластични чини и пластичен прибор за јадење. Граѓаните се снаоѓаат на различни начини, купуваат вода, се снабдуваат од околните градови и села, или пак ја користат онаа која државата ја нуди како помош на пунктови низ повеќе локации во градот, но сепак велат дека секојдневието има отежнато. Очекуваме секој ден, ама ќе добиеме, не знам. Добро, еве како се снаоѓате секој ден, како живеете? Слушај, ја живеам в село и водовод многу мало користам вода, имам бунар, пошто не стигат водата таму. Ни лете, ни зиме не стигат. Наводно до крај на неделава објавија дека ќе има техничка вода. А уште една недела понатака и за пиење, па да видим. А еве како се снаоѓате секојдневно? Купуваме, некојаш земаме од овие пунктови, флаширана, претежно се придржуваме колку можеме. Говорите, еве како се снаоѓате за садовите, за перење? Па исто, флаширан, перање се ќе паузираме малце. Пластични вилишки за една употреба и така, перење нема сега за сега. А еве како готвите? Со купена вода. Не, од сега не треба мени вода. Добро, како се снаоѓаш еве секојдневно, како перете, како готвите? Ние имаме со идрофор. Надлежните уверуваат дека епидемијата во гостивар влегува во смирувачка фаза. Граѓани и натаму се пријавуваат со здравствени проблеми, но во значително помал број. Досега околу 4000 жители на гостивар побарале лекарска помош. Се започнува со целосна епидемиолошка анализа со која треба да се утврди хронологијата на настаните и причините кои доведоа до ваквата состојба. Во моментот треба да почне да се прави раздвоење на тоа што е заболење од епидемија и тоа што е заболење од редовни гастроентерити, бидејќи гастроентерит секако посебно во летниот период се појавува и во моментот кога ќе поминат два инкубациони периоди од тоа што е познато како присутни бактерии и вируси од последните пријавени случаи кои се поврзани со епидемијата, а не се гастроентерити од други причини, ќе влеземе во крајот на епидемијата. Во меѓувреме се превземаат мерки за подобрување на квалитетот на водата, меѓу кои нејзиното хиперхлорирање и чистење на водоводот.